Почитувани гледачи, добро утро. Ова е уште едно ново издание на емисијата 24 од Сестрце, кое што веќе долго време на телевизија 24 вести обработува теми од областа на здравјето, од областа на убавината на општеството, социјалата и се она што не обкружува и што е за доброто на луѓето. Денеска ќе разговараме на една тема која што верувам дека ќе го задржи вашето внимание, а е добро да се напомене, да се зборува малку повеќе и почесто за топлото време, односно за влијанието на сонцето врз кожата и колку тоа може да биде штетно доколку не употребуваме креми со заштитен фактор и доколку не ја негуваме кожата како што треба. Денеска со мене во студиото се Кристина Дуранска, асистент во маркетинг во ДМ и Билјана Механџиска, раководител на продажен објект. Темата ја нарековме ДМ за нега на кожата во летниот период, а во продолжение ќе да знаете и зошто. Добро утро и добро дојдовте. Добро утро, добро ве најдовме. Добро ве најдовме. Ете така. ДМ постои веќе неколку години кај нас. Колку е присутна всушност? Колку години постои ДМ во Македонија, па и во светот? И може ли нешто повеќе да ми кажете за продавниците ДМ? Така, ДМ е пред се германски дрогериски ланец, кој што своите почетоци ги бележи уште во 1973 година со отворање на првата продавница во Карлсруе во Германија. Денеска во Европа веќе е застапена во 11 европски земји. 2012 година се отвара првата продавница во Македонија, со што Македонија станува 12-тиот член во корпоративниот ланец. Во моментот во Македонија се веќе отворени 7 продавници, од кои што 6 се во Скопје и една во Титово. Можеме да кажеме дека експанзијата на ДМ е сега во тек. Со задоволство најавуваме и отварање на нов продажен објект веќе во почетокот на септември, со што би добила 7 продажни објекти во Скопје, а вкупниот број би бил 8 продажни објекти во Македонија. Така. Популарноста морам да напоменам дека е голема на ДМ, дека секогаш кога да влеземе таму, има доста купувачи, меѓутоа се нуди многу голем избор на роба. Кажете ми што точно им нудите и какви производи има во ДМ? Така, пред се би споминала и околу тоа дека на европскиот пазар настапивме со еден доста карактеристичен, но веќе претпоставувам за македонскиот народ препознатлив слоган. Тука сум човек, тука купувам, што практично не говори ништо повеќе од основната филозофија на функционирањето на ДМ, а тоа е дека во центарот на вниманието на ДМ се потребите на потрошувачите, односно човекот. Во ДМ човекот е центарот на нашите размислувања. Тоа е пред се она што сакаме да го постигнеме кај нашите потрошувачи. Навистина многу вложуваме во тоа да ги дознаеме нивните потреби и желби и тоа да го ставиме во фокусот на нашата понуда. При тоа да речеме во ДМ продавниците, значи нудиме асортиман од околу 12.000 производи кои што фаќаат се што се однесува за разубавување на лице, тело, коса, понатака природната козметика би морала да ја потенцирам како посебен асортиман, органска храна, производи за бебиња и деца, производи за хигиена на домот, да биде чист и удобен, потоа исто така би сакала да ги споменам и оние додатоци кои што ги имаме во смисла на исхрана за миленичиња, текстил, фотоасортиман и слично. Сега понудата ни е надополнета со 2500 производи кои што се од сопствен бренд. Тоа ДМ го дели на овој пазар од конкуренцијата и го прави најголем понудувач на сопствен бренд на пазарот во Македонија. Тука би ги споминала Алверда, како бренд кој што е веќе добро познат во Македонија, 100% природна козметика, без бои, парабени, конзерванси и слично. Потоа Балеата мислам дека не е веќе најпрепознатлив бренд, нуди значи производи за нега и разубавање на кожа и коса за секој тип на кожа и коса, за секоја возраст и за секој пол. Што е интересно, затоа што нуди козметика за мажите. Денкмет е одговорен за орална хигиена, понатака Baby Love нуди производи кои што се потребни за нега на бебињата и децата. И Sandence секако, тоа е силниот заштитник од сончевите зраци кој што практично нели ќе биде највеќе застапен во денешниот разговор. Така. Ете, сега сме во текот на летото, каде што сме постојано изложени на сонце, сакаме или не сакаме. Тоа не е наш избор во секој случај, меѓутоа мора да ја негуваме кожата правилно со цел да не се појават оние негативни последици од штетното влијание на сонцето. Спомнавте Sandence, рековме дека денеска ќе зборуваме токму и за нега на кожата во летниот период. Како можеме да се заштитиме од сончевите зраци? Може ли да ми кажете нешто повеќе за Sandence?
Вака, летото веќе одамна ни е на прагот, нели, се кројат во секој едно семејство, секој една фамилија, се кројат планови каде и како за летниот одмор. Или тука се тоа више првичните зборови во нашиот вокабулар, кај да се седне, сите разговараат, каде да го поминат својот летен одмор. Се разбира, тоа се морето, плажата, водата, мислам. Нормално има и луѓе, нели, кои што сакаат да го поминат сето тоа на планина, под некоја борова шума. Затоа, еве, во оваа емисија конкретно би станало збор за Санденс производите, производи кои што се наменети токму за заштита од сонце. Тука би го ставили акцентот на Санденс производите. Во мала невнимателност, да речеме, на изложување на сонце може да доведе до изгореници, нели, и со неадекватно користење на кремите со фактор, може да ни се случи, нели, летниот период да се го поминеме и полошо него што сме си замислиле со сите оние болки по телото. Меѓутоа, како да се заштитиме од сите овие несакани производи и како да ги употребиме нашиве Санденс производи, ќе збориме конкретно сега во оваа емисија. Во ДМ поседуваме широка палета на производи, кои што се конкретно за заштита од сонце, и сите брендови се застапени во нашиот ДМ маркет. Сакам да кажам дека Санденс е германски бренд, кој што е специјално наменет за нега на кожата на телото во летните денови. Колекцијата содржи производи кои што се буквално поврзани за секаква заштита од сонце. Овие производи, во палетата на производи на Санденс има производи кои што се за само потемнување, производи кои што се со фактор за заштита од сонце, производи кои што се користат за после сончење, за комплетна нега на целото тело, на лицето, на кожата, на усните, на косата, исто така. Санденс, морам да споменам, нуди производи кои што има доста достапни цени на нашиот пазар, нели, за разлика од другите производи кои што се за заштита од сонце. Во 2010 година Сдруженијето на истражувачите на пазарот во Македонија, во Германија, имаат добиено, например, не знам, покажува дека резултатите од ова истражување на германскиот пазар покажува дека Санденс како бренд, кој што е застапен во Германија, е најпродаван бренд од сите брендови кои што нудат козметички препарати. Со тоа практично производителот на Санденс добива можност од 2010 година па натаму овие производи да ги етикетира со number 1, односно број 1 етикета на самото пакување на производите. Така да тоа мислам дека е добра информација за гледачите, да знаат дека секој производ кој што практично има таа налепница на своето пакување е најпродаван козметички производ на пазарот во Германија. Така, ите до сега не сме знали дека постојат и дека така се обележени производите. Затоа и оваа емисија малку да ги едуцираме граѓаните и да дознаат што е добро и што треба да се користи. Кажете ми, во однос на палетата на Санденс постојат и креми за сончење кои што се за чувствителна кожа, кои што се за кожа која што е, да речеме, поалергична, се појавуваат алергии од сонце, тоа за жал во последниве неколку години е се почесто. Може да ми кажете нешто повеќе за таа палета на производи на Санденс? Вака, во Санденс производите нуди повеќе, поширок асортимент. Портокаловата линија, која што е застапена во нашите маркети, е идеална за нормалната кожа. Тие се производи кои што се водоотпорни, кои што поседуваат балансирање на УВА и на УВБ сончевите зраци, на кожата и даваат моментална заштита од сонцето, а исто така иновативниот радикал контрол комплекс кој што го има во самиот состав на кремата спречува појава на брчки, на фалти на самата кожа, а исто така моментална заштита дава на кожата и го пролонгира процесот на старење на самата кожа. 24 часовниот комплекс кој што е поставен на некој од производите на Санденс производиве всушност покажува дека самата крема или самиот производ има хидратација, значи нуди 24 часовна хидратација. Во составот на таа хидратација многу е битно да се спомене дека постои провитаминот B5, витаминот АЕ, и затоа има и маслан или во составот на кремите кои што ја штитат кожата од сушење. Така. Посебна линија, како што напомена, се Санденс Сензитив кремите, кои што
се наменети за лица кои што имаат многу чувствителна кожа и лица кои што се заболени од неуродерматитис, псориаза, екземи, а исто така е наменети за диабетичари. Морам да напоменам дека состојките кои што се наоѓаат во овие производи се веќе познатите алоe вера и пантенолот, кои што која што се користат за сите типови на кожа и спречуваат појава на алергиски реакции од самото сонце. Санденс линијата за проблематична кожа се дели на сензитивна линија на Санденс производи, се дели на ултрасензитив и на медицинска, односно Санденс мед производи. Санденс сензитив линијата, карактеристично за нив е што го имаат она заштита од 4-кратен age контрол, комплексен систем во самите производи, каде што е застапена супстанцата сумхелиол, која што штити кожата од тоа прерано сушење, ја штити кожата од прерано старење, делува позитивно врз сите климатски фактори, како исто и врз индустриските и врз автомобилските издувни газови, што се во воздухот. Инаку регенеративниот систем на кожата на овие производи го спречува она инициирано старење на кожата. Производите на Санденс морам да напоменам дека се без масноти, без бои, без мириси и конзерванси. Така, што е многу важно. Тоа е многу важно, точно. Сега, разликата помеѓу Санденс сензитив и Санденс ултрасензитив е во тоа што во Санденс ултрасензитив, пак ќе напоменам, немаме мириси, парабени и конзерванси, стои оној знакот ултра, а тоа сака да каже дека производите се наменети исклучиво за лица со премногу осетлива кожа и лица кои што појавуваат секакви алергиски реакции на сонцето. Тука се, оној тип на диабетичари, тука е оној тип луѓе кои што појавуваат екземи и псориази од самото сонце. Додека пак Санденс Ултра Мед колекцијата е исто така помага во спречување на алергии од осипи, од самите сончеви зраци од сонцето, помага во спречување на оние црвенила кои што се појавуваат, оние ситни мозолки, ситни акни кои што се појавуваат од самото сонце, секоја кожа е различна. Инаку, тука да напоменам дека Германското здружение за астма и за алергии исто така го има овие производи, ги има испитано и повторно ќе спомнам како што кажа Кристина дека карактеристично за овие производи е она налепница номер 1 во Германија и пошироко, каде што се едно од најпродаваните производи. Така. Тука ќе направиме една кратка пауза да ги погледнеме рекламите. Веднаш потоа свраќаме назад во студиото, каде што ќе можете и вие, драги гледачи, да ни се приклучите со некое прашање. Меѓутоа, денеска ќе имаме и 5 подароци од линијата на Санденс, млеко за сончење и лосион за после сончење. Првите 5 кои што ќе се јават ќе добијат ваков подарок. Ете така, по кратката пауза, повторно сме назад во студиото, каде што разговараме на тема ДМ за нега на кожата во летниот период. Како што споменав пред паузата, веќе можете да ни се јавувате на двете телефонски линии, односно на 0260 91 924 0260 91 925, да поставите некој прашање поврзано со темата или пак можеби да савите чисто за да добиете награда во која што има млеко за сончење со заштитен фактор и лосион за после сончење. Пред малку зборувавме за нега на кожата, односно за Санденс колекцијата, за она палета, односно линија која што е за чувствителна кожа. Меѓутоа, не би сакала да ги скокнеме и децата. Децата се многу важни. Многу е важно да се започне уште од најраната возраст да се негува кожата правилно со цел таа и во понатамошниот живот да изгледа убаво и здраво, нормално, еластично и хидратантно. Кажете ми, што е со децата? Каква е всушност колекцијата и палетата на производи од Санденс намената за деца? Така, покрај производите за возрастна кожа, Санденс има палета на производи кои што се наменети исклучиво за децата и за бебињата.
Значи, сите производи кои што се од палетата на детски производи или се наменети за деца, се со поголем заштитен фактор. Општо познато ни е дека бебешката кожа, односно детската кожа е 3 до 4 пати потенка за разлика од кожата на возрастните. Затоа за нејзе е неопходно да се користат појаки средства за третирање на кожата детска и поголем заштитен фактор. Производите на Sundance се водоотпорни, штитат од влијанието на УВА и на УВБ зраците, а исто така тие се производи кои што се без мириси, без конзерванси, без парабени. Активната состојка што е во составот на Sundance Kids производите е Rona Care. Таа е состојка која што токму затоа се препорачуваат овие производи затоа што штити бебешката кожа од надворешните влијанија. Исто така благодарение на овој состојки без емулгатори се Sundance Kids млеката за тела, како и спреот кој што може да се нанесе на самата кожа на детето. Во палетата на Sundance производи се среќаваме со млека и балсами за сончење со фактор 30 за оној тип на возраст на децата која што е над, да речеме, 2 години, додека пак имаме и ПСК фактор и ПСК плюс за оние дечиња кои што се помали до годината. Сеопшто познато ни е дека дечињата доста поголем дел од времето го поминуваат надвор, изложени на сонце, затоа се препорачува детето, секој едно дете пред кој ќе биде изложено на сонце 15 минути пред она да биде заштитено со фактор на самата кожа, затоа што самиот песок каде што играат кога се на плажа и песокот само ги спречува рефлексија на сончевите зраци 20%, така да децата не се комплетно заштитени. Исто така доколку се дојде додека се децави под чадор, онаа заштита не е комплетна, се додека не се нанесе оној фактор за сончење на детското тело. Така, тука само ќе ве прекинам бидејќи имаме веќе гледач на линијата да не го оставиме да чека. Добро утро, повелете. Добро утро и до вас. Повелете. Ве пратам малку подоцна се вклучи во емисијата. Поздрав за вас и за вашите гости. Навистина актуелна и многу убава тема и се надевам и производите ќе најдат примена кај нашата популација. Единствено што нечу слушнав, бидејќи подоцна се вклучи во вашата емисија, сакав да прашам дали во колекцијата постојат препарати кои што се за кожа која што е исклучиво осетлива на сонце или она тип на кожа кој што е алергичен на сонце, значи со повисок заштитен фактор 50+. Сега зборувавте за децата, меѓутоа и кај возрастните, значи и кај нас, например, конкретно за мене прашувам, тип на кожа кој што е осетлив на сонце и кој што едноставно сонцето не го сака. Дали имате и такви производи во вашата палета и нешто повеќе околу тоа, ако може да ни објасните? Така. Само ќе ве замолам да ги оставите вашите податоци во режија, односно име и презиме и вашиот телефонски број со цел да се подигнете наградата, како што споменав, доколку сте не слушнале. Слушнав дека имате награди за гледачите. Да, само ќе ве замолам да ги оставите вашите податоци во режија. Ви благодарам на јавувањето. Така, ние споменавме дека постои колекција, така, да, ако може уште еднаш чисто за гледачката, така, за колекцијата што е за чувствителна кожа и која што е склона на алергија. Така, значи палетата ги остава на пазарот Sundance Sensitive производите и Sundance Ultra Sensitive производите, кои што се исклучително за осетлива кожа, која што прави алергија од сонце, затоа што овие производи во самиот состав го имаат иновативниот 4 кратен Sun Care контрол и во него е застапена субстанцијата Sum Helios, кој што ја штити кожата од сончевите зраци кои што штетно делуваат на кожата, така да господјата слободно може да проба од производите кои што имаат фактор како што побара ПСК и ПСК плюс, за да го спречи она црвенило и да спречи она алергија од сонцето. Зашто кога има да не се искористи, него така како велиме да се спречи подобро отколку да се лекува. Имаме повторно гледач на линија. Добро утро, повелете. Повелете, во програма сте. Дали се слушаме? Повелете, во програма сте. Претпоставам дека гледачот се исклучи, доколку сака повторно може да не контактира на двете телефонски линии на 0260 91 924 0260 91 925.
Станавме кај децата. Што е со заштитниот фактор? Значи, споменавте дека има, еве конкретно, би сакала едно прашање кое што се надам дека сите ќе ги интересира. Кој е најнискиот заштитен фактор кој што го има тоа Sundance производите за сончање? Sundance производите ја нуди шеската. Така. Таа она масло го има во вид на масло и млеко кој што се користи за веќе и сончана кожа. Так. Значи, доколку кожата е сончана, таа не дава комплетна заштита од штетните UV зрачења. Затоа и после сончана кожа убаво е да се мачка телото нели со препарати, само ево овој пат може со помал заштитен фактор. Значи да се почне од онаа песка, па со текот на сончањето може и самиот фактор да се намалува. Да не се користи константно еден ист. Доколку сакаме да фатиме никоја потребна боја. Така. Повторно имаме гледач на линија. Добро утро, повелете. Ало, добро утро. Повелете, во програма сте. Се јавувам во врска со емисијата, интересна. Јас се пософаѓам со претходната гледачка, веројатно, бидејќи имам исти проблем со кожата и би сакала да прашам за возрастни нешто. Истото прашање, мислам, добив меѓу време. Така. Ви благодарам за јавувањето. Само оставете си ги податоците во режија и телефонскиот број со цел да ви упатиме каде можете да си ја подигнете наградата, во која ще има млеко за сончање со заштитен фактор и лосион за после сончање. Ви благодарам на јавувањето. Ете така. Значи, постојат креми кои што се за чувствителна кожа, ние веќе споминавме. Така, јас би кажала само уште еднаш, значи сите гледачи кои што се соочуваат со еден ваков проблем, во продавниците на ДМ да ги повараат Sundance производите кои што имаат етикета на која што е потенцирано мед. Тоа е таа медицинска линија, која што е наменета за луѓето кои што имаат проблеми или со алергиски реакции и осипи од сонцето. Значи, таа медицинска колекција е тестирана од страна на Германското здружение за астма и алергија и оттаму се докажани и препорачани. За подетални информации околу овие производи и конкретна намена можат слободно да се обратат кај вработените кои што се едуцирани околу самиот квалитет и состојки на овие производи и мислам дека најсоодветно ќе можат конкретно да им помогнат. Така. И повторно имаме гледач на линија. Добро утро, повелете. Добро утро, во програма сте. Дали се слушаме? Говоривте прашањето извонредно интересна тема и многу актуелна во овој период. Јас само сакам да прашам каде може производите да се најдат. Може би сте одговорили, не сум слушнала. Так. Благодарам. Благодарам за јавувањето. Ако можете, оставете си податоци во режија за да добиете награда. Производите може да се најдат во продавниците на ДМ. Еве уште еднаш ќе споменат каде ги има продавниците, доколку се од другите градови, каде може да си ги набават. Така, веќе споменав на почетокот, во Скопје имаме 6 продажни објекти. Сега не знам дали да ги набрам, меѓутоа да речеме атрактивните локации се во градскиот трговски центар, Вероцентарот, Сити Мол, сега во Капитал Мол, на Бит Пазар и кај Беко полициската станица спроти Палома Бјанка. Од другите градови за сега сме достапни само во Тетово, во новоотворениот трговски центар Палма Мол. Во иднина практично ни е тоа идејата да се прошириме во повеќе градови во Македонија како би можеле да бидеме подостапни за сите гледачи, тоест потрошувачи од Македонија. Така. И повторно имаме гледач на линија. Добро утро, повелете. Добро утро. Повелете, во програма сте. Ало? Повелете. Супер. Се јавуваме во емисија, да поздравиме емисијата. И пошто сега сме спремни за одмор, се јавивте и за награда. Така. Оставете си податоци во режија, име, презиме и телефонски број и ќе ви упатиме каде можете да се ја подигнете наградата. Добро, Ви благодарам на јавувањето. Ала, многу пријатно. Пријатно. Ало? Повелете, во програма сте. Само ќе ве замолам да го намалите тонот на телевизорот за да можеме подобро да се слушнеме. Ало? Повелете, во програма сте. Јас сум веќе зашто имаше една особа пред мене, ми рече да сачекам. Така, да, затоа ве замолив да го намалите тонот на телевизорот. Да, јас затоа благодарам. Се јавам од Струга, гледач од Струга. Добре. Значи, актуелна тема во актуелно време. Сега една поздрав прво до симпатичните гости и до вас и до емисијава. Многу убава и поучна. Сакам, јас работам во здравство 38 години.
Имам внука и внук. Сега вика, дедо, како су испотен, сега со трчање одма скокам во езеро. Јас поучен од колегиум на работа, од хирурзи, од лекари, му викам, не е тоа добра. Влези во водата, испрскај се малку, да се прилагодиш, да се адаптираш малку на вода, па на. А исто така внуката осетила многу кожа има. Сега што препорачувате ве? Јас како дедо немам проблем, јас се сунчам така и црн су малку, не ме фаќа толку, меѓутоа слушнав од гостинката дека ако сум сунчан, требало да се премачкам. Што препорачувате вие сега за ова нежна внуката кожа што имат? Кои препарати? Слушнав малку покасно се уклучи, Скопје ако дојдам да ги купам или во Струга или кај да ги набавам. Тоа ми беше прашањето и да слушнете одговорот зашто е сниман емисијава, дали е препорачливо одма да скокат во вода. Тоа ми е. Така. Ви благодарам за јавувањето. Имајте пријатен ден. Што се однесува до производите, така. Ние спомнавме веќе неколку пати, меѓутоа можеше да се повториме. Точно така. Значи, линијата Санденс има производи кои што се наменети исклучиво за дечињата. Производите се водоотпорни. Значи, пред изложување на сонце, 5 минути предсконно, потребно е да се намачка телото, значи сите оние делови од кожата кои што се изложени на сонце, нели додека детето отиде до плажа. После тоа, целото тело треба да се заштити со фактор ПСК, пошто реков, нели, детската кожа е 3 до 4 пати потенка од возрастната и таа е премногу чувствителна. Самиот производ водоотпорен, да, меѓутоа во вода 10% од факторот се отстранува. Значи не е комплетно заштитено телото. Се препорачува на секој 2 часа повторно телото да се мачка со фактор. А сето тоа, нели, господинот еве за својата внука може да си ги земе производите на Sundance Kids, кои што се со фактор ПСК+, и повторно ќе споменам онаа субстанца Rona Care кој што се наоѓа во нашите производи, а тоа е комбинација на пантенолот, на провитаминот B5 и на витаминот Е. Така. И претпоставам дека ми се чини дека имаме повторно гледач на линија. Добро утро, повелете. Добро утро. Повелете. Добро утро. Само што се вклучуваме на телевизијава и да гледаме, ми се допаѓа вашава емисија. Поздрав до вас, поздрав до вашите гостинки. Благодарам. Па би сакал да ме прашам каде може да ги набавиме овие препарати, пошто еве во моментот се спремаме за неколку дена да заминеме на одмор. Така. Препаратите можете да ги набавите во продавниците на ДМ. Така, ви благодарам на јавувањето. Пријатно, фала, пријатно. Ви благодарам на јавувањето, имајте пријатен ден. Би додала само извини за сите гледачи. Значи дека овие производи се достапни само во ДМ. Конкретно за да не губиме време во самата емисија, повеќе околу продажни објекти, самите производи така натака може да видат на нашата веб страна, каде што активно се менуваат сите актуелности. И исто така би сакала да кажам затоа што сега сме буквално во екот на одморот, дека токму во моментов имаме акција на Sundance производите за сончање и Sundance производи за заштита на очите, односно очилата. Така да за сите овие актуелни понуди кои што ги имаме, производи и продажни објекти на ДМ, слободно на веб страната може да добијат повеќе информации. Така, како е веб страната, како може да ве најдат? www.dm-markt.mk. Добро. Јас би сакала да се навратиме малку на разговорот каде што застанавме. Зборувавме дека треба 15 минути пред изложување на сонце да се намачка телото со заштитен фактор. Што е она што е доста важно, што треба сите да го знаат кои што можеби не користат крем со заштитен фактор, колку всушност е сонцето штетно за кожата? Значи пред себе сакала да кажам дека сонцето воопшто значи е практично доста штетно за кожата на луѓето. Сега сончевите зраци од друга страна имаат и доста позитивни карактеристики. Значи самата топлина, самата светлина воопшто на луѓето не прави доста посрекни, не полни со енергија, со сила и така натака. Престојот во еден отворен простор не полни со дополнително кислород и практично преку сонцето го примаме витаминот Д кој што е многу битен за развојот на коските, забите и меките ткива. Имаме повторна линија. Добро утро, повелете. Програма сте. Повелете. Се јавува гледачка од Кочани. Инаку ги користам производите на ДМ, гелови за туширање, пудра за стапала, креми за стапала и само можам да кажам пофолни зборови. И исто така, сакам да напоменам дека сум и фан на нивната Facebook страна
и би препорачала и на другите, доколку се двоумат кој производ да го користат, дефинитивно да се одлучат за ДМ. Ви благодарам за јавувањето. Ви благодарам и на вас многу. Имајте пријатен ден. Исто и вие, пријатно. Така. Кажете ми, сакала да исто да напоменеме, бидејќи веќе сме пред самиот крај на емисијата 24 од Сисрце, во текот на топлите денови не треба, како што споменавте и вие, не треба да се заборави негата на косата и на устните. Многу е важно да се негуваат и тие, токму така има и ДМ палите на производи кои што се наменети за коса и за устни. Така, апсолутно. Значи, пред сега да обратиме внимание на лицето. При изложување на лицето на сончевите зраци постојат посебни креми и флуиди кои што се наменуваат конкретно за кожата на лицето, затоа што сепак таа е по-чувствителна за разлика од кожата на телото. Во нашиот продавници практично нудиме и балзами за устни кои што содржат заштитни фактори од 15 па се до 30, повторно поради меката и тенка кожа на устните. Не треба се заборави заштитата на очите. Тоа апсолутно никако. Во текот на емисијата не споменавме дека Sundance така нуди и очила за заштита од сонце. Прво правило и совет кој што можеме да дадеме на гледачите е никогаш да не практикуваат да гледаат директно во сонцето. При изложување на сонцето е потребно секогаш да се носат очила кои што имаат UV заштита. Тука некаде би споминала дека Sundance очилата ја нудат 100% на заштита од сонце. При тоа е интересно тоа што има и разлика во самото затемнување на стаклата. На Sundance очилата, на самите рамки има декларации и упатство каде што секоја категорија на стакло е јасно дефинирана. Значи постоја да речеме нулта категорија каде што се тие речиси безбојни или пак со лесна темност. Првата категорија е со лесна затемнетост, втората категорија е со појака затемнетост и веќе четвртата категорија е буквално на темна заматаност на очилата, односно стаклата на очилата, која што воопшто не се препорачува да речеме во сообраќајот. Тоа би можело конкретно за плажи и слично да се користи, меѓутоа не и за сообраќајот. Така да апсолутно при одење на одмор и при секојдневното движење во сончевите времиња треба да се заштитуваат и очите. Така, имаме повторно последен гледач за денеска. Добар ден, повелете, по програма сте. Добар ден. Повелете. Гледачка од Скопје. Поздрав до емисијава ваша, водителката и вашите гости. Корисник сум на вашите производи за возрастни, на ДМ производите. И сега би сакала да прашам како може да се заштитат устните на дечињата во летниот период? Така. Дали беше тоа се? Да, тоа е се. Ви благодарам. Ви благодарам за јавувањето. Имајте пријатен ден. Така, во палетата на производи на Sundance постојат и препарати кои што се наменети исклучиво за устните на децата и за устните на возрастните. Тука е балзамот со фактор 20, тука се и лабелата со фактор 30 и 50. И сега, разликата помеѓу балзамот и лабелата е тоа што балзамот е потечен флуид и остава онака малку сјај на самата устна, додека лабелата се безбојни, а истата намена имаат и прават огромна заштита на самите устни, пошто тој дел од кожата тука е почувствителна, самата устните можат сами да се исушат, сето тоа да доведе до оние непријатности, до херпеси, затоа е препорачливо како што се прави заштита на лицето, на телото, така истовремено да се заштитуваат и устните. А производите се достапни и за потрошувачите во ДМ маркетите. Така. А дали можеби не ви прашав нешто, дали би можеби би сакале да кажете нешто што не успеавме да го искоментираме во овие неколку минути? Така, за крај би сакала само да кажам дека покрај потребната нега на кожата за време на сончење, неопходно е правилна нега на кожата и после сончањето. Значи, неопходно е кожата која што во текот на денот била изложена на сонце, во вечерните часови да ја пружиме права нега. Затоа треба да се користат препарати после сончење, кои што ја хранат и ја хидрираат кожата, со што спречуваат сушење на кожата. Исто така тие препарати за после сончење го намалуваат црвенилото, кое што може да се појави од сончевите зраци и покрај користење на препаратите доколку не се соодветни, како и ја намалуваат онаа затегнатост на кожата која што се појавува.
На телото му е потребно константно и одмор, и сон, и спиење. Истото е потребно и на кожата во вечерните часови и тоа не би требало да се заборава. Покрај користење на производи кои што ги нанесуваме на надворешната страна од кожата, како генерално совет за гледачите би сакала да кажам дека во летното време треба да користат навистина многу течности со цел да хидрираат кожата и ознатре. При тоа како корисна состојка е зелениот чај кој што навистина е докажан како еден голем антиоксиданс и семињата тука е малината, така, боровинките. И помагаат кожата сама да добие онаа способност да се заштитува од штетните UV зраци. При тоа при изборот, уште ова го кажувам, при изборот би требало секогаш да бираат што е конкретно соодветно за нивната кожа. Значи сончевите производи независно од кој бренд се. Значи може да бидат млека за сончење, спреови за сончење, балсами и флуиди. Да речеме кремите за сончење по својата структура се доста погусти. Тие се препорачуваат за посува кожа. Да речеме имаат негативно дејство доколку конкретно лице кое што има масна кожа дополнително користи и крема за сончење наспроти балсамот кој што би бил соодветен за неговата кожа. Значи треба да направат едно тестирање така за својата кожа и соодветно на тоа да го одберат препаратот кој што ќе биде соодветен за нив, дали е тоа балсам, дали е крем, дали е некој флуид со лесна структура. Така. Јас тука би сакала да ви се заблагодарам што прифативте да гостувате во емисијата 24 од Сестрце. Ви посакувам многу успех во работата. Посакувам да се проширите во сите градови во Македонија. И исто така ви посакала и пријатен летен одмор. Ви благодарам многу. А вие, драги гледачи, останете со програмата на 24 вести. Имајте пријатен ден и пријатен летен одмор.